Еве сме повторно назад во студиото. Јас навистина преубава енергија има овде во студиото, морам да признаам, разговорите се продолжија. Александра изгледа прекрасно, како хајлајтерот Александра Светиш. Мислам дека еве публиката е нашиот најголем критичар пред и по промената, особено кога вака визуелно ќе погледнете, се си има зошто и причина да се обратите кај најдобриот. ОКТ Сейди го направи ова за мене, а ако вам ви се допаѓа, обратете се во неговото студио за и вие да уживате вака во блескав изглед. Благодарам. Фризура, така да ти благодарам и тебе што ете, секогаш се грижиш да најдобро изгледаме. Да. И не само Александра, туку и сите луѓе кои што доаѓаат. Сега сме во ек на матури, оке, може ли да ми кажеш што се бара, затоа што затоа што гледаме дека матурантките од социјал медија веќе гледаат на нешто сосема друго и некако тој природен изглед едно време беше ин, па сега не беше, па беше, што се случува на таа сцена? Се уште е природниот изглед ин, не се бара нешто повеќе премногу шминка или премногу вид каноли, не знам, фризури или тоа веќе све е намалено. Да, тоа све е намалено на симпл, на скроз нежно. И што тоа мене ми се допаѓа, зашто треба да наликуваат на себе, да личат на себе, да не се претварат во нешто што не се. Зборам за таа возраст. Така да и кога се погледнат после 5-6 години, 10 години да рече и што сум била убава, као не сум претерала, оти знаеме нека да речеме леле што сме облекле види. Зашто сум се направил вака или ваква. Таква реакција си имав на мојата слика од матура. Беше поздравно Андријана ми побара слика од матура и кам окей, кога се погледнав како изгледам, се кам што ми било во тој период. Ма секој време претпоставувам своја промена. Еве, кога го отвори салонот и денес, колку има промена во побарувањето од колористика, боја, шминка, колку луѓето ги менуваат? Во секоја година се менја побарувачката на нели како сакаш различни трендови, да. Но сепак јас од старт до сега терам некој мој стил, каде што гледам природноста да ја задржам, истовремено да си среден, да изгледаш убаво, културно. Така. Сакав да прашам вие двајцата да ми кажете косите со што ги правите така, на пример, јас некој сакам и нема да ми стои затоа што ми е подолга. Што ставате на косата? Погледнете дека ја и Калтрина имаме исти фризури. Па вие сте се договарале? Зумнете ме. Колега Перков, покажете ги Калтрина. Па и уцрно и двајцата се дотерале. Калтрина Дај дека ова нова фризура ми не е сега. Еве ги Калтрина. Братче и сестриче. На што се должи овој, ајде да го кажеме, влажен изглед. Влажен изглед. Нека не слика некој да. И кажи што ставате на косата сега, ајде кажи. Јас ставам конкретно гел, затоа што ете многу мека коса имам, тенко влакно, иако изгледа густо све тоа. Ставам гел и обавезно со чешал поминувам, па после ставам лак и над лакот веднаш со фен поминувам топол, затоа се фиксира и да не мрдне. Добро, запамти. А ти гел и лак, а кај мене јас ставам, мислам, на фризер ми ставаат восок. Не, први ми ставаат капки за да се омекне косата, пошто ми е сува, па ми ставаат восок, па после тоа лак и после ја сушат со фен за да си остане така. Кога одлучи Калтрина ваква промена да си направиш, бидејќи препознатлива беше по долгата коса и во најавата одеше со долга коса плава, кога одлучи да направиш промена? Пред некој месец дена, така, месец дена си го терам овој стил. Претходно сум ја носела до тука, па некако сакам да менувам некоја должина. Сега не успела да ти до погоре, нели? И сега сакам некако до тука боб да си направам, меѓутоа ми фали малку од горниот дел да е пооштетена косова и сакам еден период да ја пораснам. Па сосема случајно го пробав овој стил, мада јас ми се свиѓа и преферирам и тој Мерлин стил, малку исфенирана, вака кратка. Меѓутоа тој стил не одговара баш на секој аутфит, али ова ми е така полетно и по... Супер. Ма супер изгледаш. Калтрина, сакам да те прашам, нели зборуваме со Октај за трендови, меѓутоа и ти си во тој свет, мислам и ти работиш и со матурантки, мислам генерално жени за свадби и така натака, и ти си ти имаш некако многу професии, не те неувам како професорка, меѓутоа си мејкап артистка, на социјалните мрежи си исто доста активна. Како се снаоѓаш? Како имаш време за сите тие работи? Плюс си мајка. Да, и тоа да не го забораваме. Плюс се негде забава, прослава, патување. Како? Виде како наоѓам време, дури са Бајлево ти ги пратив сликите. Да. Не, понекогаш стварно е тешко да се координираат сите работи, пошто имаш настани, имаш треба да ставиш дента видео и тоа треба да седнеш да се позанимаваш со тоа, имаш во школа, треба електронски дневник, треба оценки да ставиш, да идеш на работа, да се... Значи имам многу обврски, да. И мејкапот и шминката малце во последно време сум ја запоставила, затоа што јас тоа го работам 18 години. Порано бев многу поактивна и некако јас го гледам Октај, он е многу помлад и поамбициозен и он е фокусиран само на таа работа. И е стварно физички малце те исцрпува таа работа, е многу креативна, многу убава, значи нема стварно поубав филинг кога ќе направиш една жена да се погледа на огледало и да ја го разубавиш денот,
макар барем на еден ден, некако таа работа многу си ја сакаме, интересна. Чувството е убаво кога правиш добро за другите, да се осеќаат добро, затоа што како зрачиш, тоа и го пренесуваш и на другите. Така да креативно, интересно и се наоѓа време. Пример, сега летните месеци јас сум малце послободна во школа, се знае, деца се на летен распуст. Имам повеќе време да се фокусирам на сезоната, шминкање, работа со Инстаграм и така си има периоди и знам кои месеци ми се критични, тоа се мај и декември, каде што стварно има настани, има се сите сакаат се да направат. Гори, мај, тогаш гори, декември и мај се, да. Околу Нова година и околу... И септември малце е така хаотично. Кога почна школската година, уште сезоната трае, летна шминки, почнува маркетинг, агенции со работа почнуваат и тој период малце е. Така. А кај Клаудија гори 24/7, затоа што Клаудија гори, ме разбираш што сакам да кажам, затоа што имаш цело време со луѓе, затоа што работиш буквално со сите земји, баш сега тоа зборувавме, Клаудија зборува 6 јазици, веќе секоја чести како се снаоѓаш вака да зборуваш. Не питај. Не. Тоа само јас знам. Ако збориме вака побрзо со Јелена? Да. Не разбира затоа што мислам си го разбира македонскиот јазик. Сакам да те прашам, тука си за емисијата која што имате на Канал 5 диетално максимално, веќе сте во вториот месец, ако не се лажам. Клаудија, какви се искуствата, затоа што ти прв пат учествуваш на овој проекти, што се случува таму? Какви се трансформациите? Ние ги гледаме на Канал 5, меѓутоа од твоја перспектива. Па види, имаме 6 кандидати, што се красни жени, мајки, домачици и работат, и значи има тука све и свашта. И одлучивме да ги земеме сите 6, затоа што сме ми добри души. И мислиме дека направивме на многу добар избор. Затоа што ги земеме сите 6 и баш некој ден зборивме дали направивме, што мислите дека направивме добар избор? Да, направивме добар избор и ја не се кајам за тоа. И морам да кажам дека сум позитивно изненадена од сите нив, затоа што јас ги изненадив, дојдов на тренинг, они тренираа, они не знаеа дека ќе дојдам, јас се појавив. Да? И тоа изненадење беше многу од моја страна успешно, за мене успешно, затоа што ги видов лицата како реагирава и тоа. Јас имав малку и некои капки ова што ми паднава. И тоа е многу тешко кај мене да тоа да се покажува. Емоција некоја. Јас сум некој што знаеш, ги држиш строго. Ги држам, затоа што мојата работа е стварно емоционална работа со многу болни луѓе, исто ти знаеш. И понекогаш морам стварно да и после кога ќе завршам, тогаш ми излага. Нели? Кажи ми, кои се најчести вака болести со кои што се среќаваш кај нас во Македонија, затоа што знам дека работиш, како што спомна, и со болни луѓе, и сега нели имаме ние секаква публика, па што најчесто боледуваат македонците во твоето искуство? Па види, тука исто на прво место депресија. На прво место е депресија. Тука во Македонија исто, за жал, тоа беше јас кога почнав да работам ова работа од 2005 година, тогаш беше депресија у Америка, сега стигнала након 20 години и тука. Мислам. Значи ти си психолог, не си само нутриционист. Ја мислам поголем психологија, па после Да, па мораш со луѓе што работиш. Да. И после имаш тука, наравно, имаш тироидна, имаш полицичнички јајници што имаат многу нив овде. Канцери, висок притисок. Тоа се некои ствари што кроз стрес, кроз нешто што се десило. Ние сме многу, и да можам да кажам, Балканци сме многу емотивни луѓе. И све што ни се дешава, значи од комшија некој, ако му се и веќе одма, знаеш што му се деша на комшијата, како ме стреса. На нас да не се случи, Значи ние сме такви и особи, и некој више, некој мање, нели? Ама тоа све на нас исто ни влие. Или ако нешто слушаш на телевизија, одма ти погодува, што се десло, некој па и плаче. Тоа се емоции што... А се лоши работи некако се случуваат, поредко убави работи се случуваат, за жал. Да, за жал. Ама добро се, што кажи? Не, извини. И малце и ние грешиме што само лоши работи пренесуваме, никако убави работи.
Кој има нешто да се пофали, треба да се пофали, Да. се покаже, наше е успеало, направило, само лоши работи. Треба да зборуваме за убави работи. Да, Така да ги Не би тргнеме било лошо. болестите на страна и да зборуваме Елена за убави работи, сепак сме утринска емисија, да внесеме малку Александра, ведра зборувам за енергија. тоа затоа што Се шегувам, Клаудија е да. позната по Така, лекување да. на луѓе со болести и затоа нели Може би сега некој некој не ќе си го гледа. најде лекот и решението Да, да, токму кај вас. Така Диабетис, беше целта. холестерол, значи тоа е Така. свакодневно. Тоа го има За жал секој ракот втор. што го споменавте е епидемија во Македонија, ретко за кој јавно зборува. Рече се не секој семејство, ајде секој второ семејство има близок кој се соочува со оваа болест. Да. Но Фотографиите, да одиме со фотографии. Ај веќе кога зборуваме за Клаудија има пратено фотографии, режија, ќе ве замолам со незините да почнеме. Има трансформации од клиенти пратено, па ите, добро и фамилија малку имаше Да. приватно, добро. Ајде да може еден краток коментар, повели. Ова ми е брат. Братот мој. Љубите брат, Роли. Љубим Брат га и ја. сестра многу се сака. Да, они се ите он е- блиски, јас го ние знам сме Роли. многу- Да, ние сме многу блиски. Тука бевме во Германија на базар. За Нова Божич. година. Аха, Да. добро. Бевме тука на базар. Овде сум со керка ми Зајра. Зајра колку има години сега направи? 25. Машала. 25 години. На време направи. завршена работа. Да, Клаудија се заврши, еве. Еде, ова исто Зајра. Сака ли да те наследи така? Она има мастер у нутриционист, да, она е нутриционист. Да, она има мастер направено, ама веќе одавно. Браво. Пред 7 години. Ова е краљицата моја, Мајка. мајка. Ова е Многу да моја ми ја краљица. поздравиш. Фала пуно. Она е во Германија Нека ми е жива и моментално. здрава. Да. Ова е твојата книга? Да, ова е мојата книга, да, имаме книга една, да. Ова се веќе трансформациите. Сега се трансформациите, како пре и после, Машала, малку сакам да добра ставам. трансформација. Ова е огромна. Ставив малку да се Трансформација. види исто, да се и пофалам, нели? Иде и самодовербата кај жената што има добиено со Одма. Да. Говорот на тело се да. кажува. види Тука ти се ова. гледа. Браво. Тука, Јао. после, знаете Едено. што е? Прво се кријат, после се соблакаат. Нели? Точно. Тоа, не, тоа е убавото, нели? Кога ти викаш Точно. види. Сакаш да се покажеш после. Тачно. Еве гледајме Клаудија, Ми ги се прашам. горде човек со Ма ние тоа. 200 грама да симнеме се покажуваме, па замисли ова вака Да. ти 10-20 кила. Да, имаме и мушкарци, исто да не викаат само жени, не, има тука и мушкарци, и мушки род. Човеков да не го порасне или така е слика? Ево тука и се расте и се губат килограми. Елена. Добро. Да, видиш тука и се позира, а после тука се другачие се и Што рекла, облака чак човек позиција. тука. голем поздрав да го Да, спојава, имаме тука се и предобра свашта. промена. Да. Тоа е понос мој. Тие се сите понос, но сите од нив се специфични и секој има од нив нека приказна, Но колку е животна. стравот на враќање на килограмите, затоа што или се останува навиките кои што се стекнале, затоа што е огромна разликата. Да, или јојо Па види ефект. сега, добро што го сега без заборав. Бев у Сидро, можам да го споменам, на вечера пред 2 дена кога стигнав. И беше еден конобар таму и тој го ме вика, вие сте Клаудија Адеми, викам да, вика, жена ми кај вас слабуваше. А да. И како е сега, вика, након 6 години уште се држи. Викам, видиш, браво. Видиш, викам, тоа е браво. Браво. Тоа е нешто што научила. Добро. Ова е секој од Канада. Ова е од, мислам дека, ова е од каде е ова? Па не седна и Јас две веќе. заборев све више кај се што се. Значи има тука и од Америка, и од Канада, и од Македонија. Сите делови на светот. Да, тука се ставив све помалку. Не, нема, Од потоа се Германија. различни сликите, Така. веќе одма сме во бикини, во спортски сетови, секој е чест. Да, секој има своje, секој. Така, добро. Да, мислам дека се тие фотографиите. Ти благодарам многу и ти посакувам уште многу трансформации во текот на Многу животот. успешни клиенти. И клиенти задоволни и среќни. Со Октај да одиме да видиме, Октај ми прати исто неколку фотографии од работа, салончето. Човекот ќе вака му ги гледаш сликите, ќе речеш што салон не излегува, ама добро. Да, ова е Повели. во работна атмосфера кај мене во салон. Тука викам као велкам на сите. И тоа Повеќе секој видео утро го слики. правиш? Па да. Ова позитивна енергија да пренесам. Да. Тоа ми е битно. Ти преку Инстаграм ја пренесуваш. Јас не можам да замислам што се случи. Александра иде кај тебе во Фала. салон. Што се случува, Александра? Идентично. Па Сите се се трудам, насмејани се из трудам. кафанце. Вчера јадовме и благо, вчера беше Да. Бајрам, така да за многу Што години. частеше? Баклава. Ти касна, Од не? Касна. мајка може и убава направена. Да проверам. Си каснав и јас, така да. Фала ви за моите. Машала, ајде. Еве, види. Добре дојдовте во мојот салон.
тука ова една соработка, имавме тука, ова е Татјана, најубавиот наш модел. Се гордам со неја затоа што е стигната многу далеку. Кога почна имаше 17 години, првата соработка беше со мене, а сега е веќе на светски, за светски имиња работи, за светски брендови. Да, и преубаво изгледа секоја чест. Добро, одиме понатаму. А добро е да излезе од салонот, повели. Искочен сум, тука сум, кај ова, во Дубај, мислам нека да, пред Дубај мол. Така беше. Туристичка слика. Туристичка слика, да, тука малце од тој. Приватно сакаш да се шеташ? Да, многу сакам да шетам, тоа ме мотивира, тоа ми дава мене енергија. Ја не би можел да сум затворен само на едно место. Јас се враќам со други сили после, кога доаѓам на работа. Помотивиран, со повеќе идеи, со поголем жар. Од Дубај, ова каде е? Ова не, ова е во Турција, во Чираган Палас. Ова е останато буквално од османското време. Кој Султан Сулеман беше? Ова е поновите султани, понакрај. Ова е во Париз, тука бевме на Fashion Week и мислам дека ова беше најдобрата комбинација. Буквално памтам тука по улица онака застануваат да не сликаат заради комбинацијава. Ето ни стопано. Ова е во Грција, мислам дека да. Да, ова се слики од патување. Да, јас сакам ова е иначе за мојот роден ден, дента. Браво. Не знам дали имам уште фотографија и режија, сакам да кажам јас сега кога немаме толку добро. Кога бевме на патување сега се октенели го сликаме се и јас цело време викам која мајка те роди ваков, значи ти го фаќаш телефонот и он излегува на преубаво на првата слика. Нели не ќе се сликнеш агол, лева, десна, кадар да ти се он од прва слика излегува убаво и цело време викам Октај мајка ти да ја поздравиш. Значи која мајка те роди таков како вика, не знам. Се убави мајка му и сестра му, па и татко. Сам повозрасен е татко. Ќе дојдам да проверам јас дома се. Она право дома ќе дојде. Осте салон. Огромен поздрав до целото семејство и целиот тим. Поздрав за сите од тука, за мојата фамилија, срциња мои да сте живи и здрави. И на сите нас. Фамилија да се живи и здрави. Да, браво, супер, баш ми е драго. Сега ме гледаат иначе. Те гледаат? Поздрав до цело семејство на Октај и да спремате баклавата, ќе дојдам на гости. Добро, Калтрина имаме слики и од неа. Калтрина утрово ни прати, затоа што Калтрина животното темпо е малку поразлично, ама жената си стана да си прати фотографии. Повели, нема да зборувам. Ова е фотосесија пред сама по себе. Мислам дека пред 2-3 години со Бојан Стилковски се сеќавам дека овие ружите не можеше да се најдат вакви црвени латици од ружи, па морав од вештачки ружи сама да ги сечам, таму дека тоа траеше некои 2 сати процес. И направивме еден купон, да, специјално за фотосесијата, само се сеќавам дека прстите многу ме болеа од ножиците 2 дена после. Ова е фотосесија во Истанбул, сликана во креација на Златко, на Джей Златко, сликана е од Саид Мухамад, либанскиот, односно сега е веќе светски фотограф он, и е една приказна како Убавицата и ѕверот. И многу убава слика, една од моите омилени. Исто ова е креација од Златко, но ова е сликано во попова шапка на 0 степени, буквално. Тетовчанец во Тетово, така да. Поздрав до Злата. 0 степени беше, толку беше ладно, а јас бев со некои фустани, така морав и да се пресоблечам таму. И знам дека за 25-6 минути 3 фустани се пресоблеков сменив и тоа беше буквално по 3 слики од секој фустан, пошто направиле шоу во ќе премрзне, да. После тоа се разболев, не знам колку дена бев болна, но вредеше. Барби Кен слика, човече. Ова е слика од 2021 година, мислам дека уште пред да излезе Барби филмот Барби Кен, и ова беше идеја на другар ми Стефан од Авокадо. Кој што и он исто се занимава со здрава исхрана и е фитнес фрик, да кажам. И тука сум сликана за Диор, мојата прва слика и мојата прва соработка 2020 со студио Диор за екстензии на коса. Ова е нешто најново, ова е нешто од пред, мислам, нешто што се случи пред 3 недели, настанот на Бојан Ковски, декада на трансформации. И ова е еден од мислам дека најтешката фотосесија и најзахтевните боди пейнти што Бојан до сега ги има направено. Вкупно фотосесијата траеше околу 14 сати, буквално 12 сати ме реда со циркони
Едно по едно се лепат. Да, и цела фотографија од циркулите. И на крај се снимаше видео, што беше најинтересно, не е само слика. Бојан, така да многу убав настан беше тоа и стварно сум многу горда и драго ми е што бев дел од овој проект. И многу го посакував овој лук, но на крај стварно не знам. Едва чекав да се избањам. Ова е, се сеќаваш Елена во Сараево кога бевме на настанот, на Северина настанот. Бевме неколку Ти знам дека не можеше многу да играш затоа што мислам имав долг еден огромен фустан и со Елена се сликавме буквално на секаде. Јас си знаиграв и за тебе. Ова е фотосесија од мислам во Милано е сликана со креација од Бјанка Споса, специјално е направен овој лук за фотосесија. Бацтев, Стефан Соколовски сликаше овде. Прекрасен на нас во Канал 5 сите да направи убави Бацтев. И тука исто е од тоа истото патување, мислам дека и он тука ме има сликано, па ја него го сликам со обичен апарат, многу драга моја слика во Милано. Ова исто во Италија, но во Наполи 2023 година. Режија полека. 2023 година тоа беше една фотосесија за надградба на Коса Диор. Ова е една слика каде што изгледам како некоја боксерка, секси боксерка. А не боксувам. Не, се шалам. Ова е буквално од одмор еден во Грчка. Оваа слика е покрај Нил во Каиро, во Египет сликана. Интересно место. И тебе ти се шета? Сакам ја да шетам многу, да. Сакам интересни дестинации да патувам. И да, мислам дека таа е последна фотографија. Каде ви се следните дестинации веќе кога зборуваме? Лето е, сигурно размислувате за летна дестинација. Не планирам ја никогаш, кај мене може да се случи денес за утре да тргнам на патување. Па и така најубаво, најспонтано. Да, и поубаво е никогаш така, затоа што кога многу планираш, секогаш нешто ќе се случи, ќе излезе некоја работа, ќе има некоја пречка. Но дестинација која си ја посакуваш, а се уште не ја имаш реализирано? Малдиви веројатно. Малдиви? Да. Мада јас сум тип повеќе што сакам да патувам европските градови да ги шетам, не сум тип што седи цел ден на плажа, но така поегзотични летни дестинации, пошто лето доаѓа, Малдиви ми е така место. Еве Клаудија беше за Малдиви, може ќе ти каже каде што, како помина ти Клаудија на Малдиви, она со керка и си беше. Јас со керка ми бев, сега во новембар. Да, ноември, декември, мислам дека тие месеци се за Малдиви. Убаво е. Годинава е на пола. Убаво е. Октај каде ќе шета? Он па не се сврте дома. Ти ке ме прибереш. Добро. Иначе не, ја патувам често, да, како што кажав и преска, ама ако ме прашате, еве, на многу убави места сум бил, нема да ги кажам едно по едно, ама ако ме прашате што ми остави впечаток и кај сум уште со паметот и кај би сакал пак да се вратам, е во Мароко. Мароко. Да, во Мароко, дечки, тоа е нешто, едно чудо што не можам да го опишам со зборови, затоа што не ми е доволен речникот да го опишам тоа. Мислам дека на никого. Затоа што буквално како бевме на во 7 различни града. Како што почнав од Сахара, пустината, се стигнав до Казабланка. Со кола бевме 12 дена, рентавме кола, тоа искуство е неописливо. Затоа што у Сахарата видов луѓе кои што живеат у пустина се уште, по чадори се викаат номади. Они живеат по чадори се уште во 21 век и копаат не знам колку метра под земјата, под песокот, за да извадат вода. Они таму живеат по чадори. Они не виделе, не го знаат овој наш свет. Кога не видоа нас, дека ние отидовме на посета кај нив, они вака те гледат, како не знам сега некои Марсове за се симни, некои гледаме вака и они нас така не гледаат. Значи, имам видео направено на Инстаграм, имаше едно мало девојче и се уште ми е паметот кај неја онака кога зборувам, очите ми се полнат затоа што викам, Боже, викам, ние све имаме и се жалиме. Да. Ова немам, тоа немам, а они таму ништо не виделе и замислам за нив животот каков е и за нас. А можеби, што рече на моја клиентка, и го раскажува, вика, окте, вика, верувај, они помирно живеат, вика, ние сме повеќе голем стрес, вика, трчи тоа, работи тоа, направи тоа, успеи тоа, ние се стресаме, они живеат, не знаат ништо, си живеат така што знаат, и тоа е тоа. И тоа може би држи вода, но сакам да кажам, од таму, како што стигнав до Казабланка, како се менјаваше секој град се менјаваше како различни држави да влагам. Кога стигнав во Казабланка, близу Шпанија, буквално ти дава европски стил све. Значи, буквално гледаш тука луѓе како живеат у пустина, овакво у Казабланка, нели, супер све. Да. Вау. Нели, Шпанија е пустина близко. до цивилизација. Скрос. Да, мислам. Тоа искуство не се опишува. Буквално немаат ништо, со рампи се, немаат граници, немаат ништо, се креваат рампи. Тој уште тоа го тераат. Различни делови на светот носат различни препорака на сите да отидат да посетат. И уште нешто, не ми текнуваше сега кој град беше, таму се прави најдобрата кожа за сите овие брендови Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Hermes, сите кожи таму се прават, се тажни таму се прават. Заборев кој град беше точно, да не ви излажам, изгуглајте, видете.
Браво. Да. Интересно. Авантури кои што остануваат, Клаудија, вашата авантура, која е така патување кој што ви оставило најголем впечаток? Па ја мислам дека Америка. Кога бев во Америка. Минатата година или како беше? Не. Да, пред ковид. Бев 2 месеца бев горе. Затоа што имав турнеја со Body Concept и таму беше Лас Вегас, например. Вегас е нешто што е нешто што мора да се види. Да, мора да се види. Не знаеш кај да гледаш, не знаеш ти фали време. Значи, мислиш дека нема да постигнеш се? Нема да постигнеш, затоа што има многу да се види, многу да се гледа, многу фотографии. Ја ни фотографии, немам ни фотографии. Од толку што стварно. Ти си уживала, тоа е најбитно. Од толку што знаеш, што гледаш, што не знаеш каде прво. Све е у бои, све е некако светка, све е нешто. Холивуд многу убав. Мислам, многу е убаво. Многу е убаво. И Некс идеме таму. И ќе идеме пак. Не, ние тоа договарам. Нас да не ни кажеш дестинација. Чекај, јас прво по Мароко да отидам, сега ја продаде дестинацијата скроз. Топла препорака. Добро, имаме уште само 3 минути до самиот крај. Јас сакам да ве прашам еве на кратко што е следно од секој од вас. Клаудија, ти си тука вечер заминуваш. Вечер. Така, за Германија. Меѓутоа работата ти останува. Да, останува тука. Морам пак да се вратам наравно за финале. За диетано максимално. Кога ни е финалето? Па за месец дена. Одлично. Месец дена, месец и пол таму негде. Ја би продолжила. И они исто вика, дај, зашто не трае малку више? Имаме ли добри резултати? Да. Имаме многу добри резултати. Верувам. Да. Верувам. Сите го чекаат финалето на Да, ќе диетано. дојдеме, ќе снимаме и ние таму. Има многу добри резултати и многу сум поносна на сите. На сите што сме од диетано максимално, Еми што ги тренира, Анкица што све го анализира, нашите сниматели, цел тим на диетално максимално. А највише 6 кандидати што стварно дават се од себе, све за нив ново. Све за нив другачие, све за нив тука е она, па што пази, па сака се слика, па сака... Значи, јас сакам и слики да ми пратат и све, да ја видам што прават, како... Ново е све за нив. Ама се го прават, затоа што бе сакам сите. Да, добро. Оке, што е ново кај тебе? Па, освен соработки и патувања, сега конкретно нешто најново е утре, ке работам со една многу моја сакана звезда. Нема да ви открием тука, ќе видите утре по социјални мрежи. Така да едва чекам да е утре. Добро. Сите кои што не го следите Окта, и мислам и сите од нашите гости, сите да ги заследите на Инстаграм, мислам таму се најактивни нели денеска, да видиме која е звездата. Наша македонска или не? Балканска, да. Ја, ајде. Добро. Леле Клаудија и Калтрина ги спомеша во цела емисија, се извинувам, Калтрина. Нема гајде. Јас, Елена, не е дека нешто, не знам што планирам, само знам дека ова лето ќе се посветам повеќе на можеби на дигиталниот маркетинг, пошто имам по-слободно време. А и обично и викаат не е убаво да откриваш пред време. Да, ќе се уништат плановите. Да, така да. Прави си. Да, ќе си ги чувам во тајност некои работи. Паметно. Има многу луѓе кои што се суеверни и кои што не кажуваат ништо, па чекаат да се случи, а па некои... Да, ма и со годините и со искуството сваќаш дека најубаво е така. Супер. Чути и работи. Добро, Александра, со вас се извинувам, што е ново? Се е ново. На работа. Се е ново, се е старо, се е ново. Така да останат гледачите до крај на Здраво Македонија и секако од понеделник повторно да не дружат, бидејќи ние сме неуморни. И за празници, за сите денови, ние го разубавуваме домот на сите. Така е, во понеделник со хайлайтер се гледаме на канал 5. Со се што е потребно. Чао, ве сакам. Ајде, поздрав.